Добар ден од студиото на Слободен печат. Од 2022 година со почнување на војната во Украина се вжештува геополитичката сцена, а таа има економски импликации во целиот свет, па и во нашиот двор. Со мене гостин на оваа глобална и воедно национална тема е Синиша Наумовски, универзитетски професор. Добро дојдовте, Синиша. Благодарам на поканата, чест ми е што гостувам во вашава телевизија. За прв пат седнаа на маса заедно рускиот председател Путин и американскиот председател Трамп, и тоа веднаш се рефлектираше некако на берзите. Што можеме да очекуваме од оваа средба и како таа глобално влијаеше врз светската економија? Не знам дали ќе се сетите, често зборувавме и кога Трамп беше во кампања и мислам дека после изборот баш кај вас или со вас, ако не се лажам. Јас поголем дел од годината и бев во Америка и некои работи можев и да ги видам баш и во Мар-а-Лаго, некаде околу мај, беше баш на 1 или 2 мај. И имав средба да присуствувам во една затворена просторија позади камери каде што беше и американскиот председател. Тоа го кажувам како една ретка прилика на еден македонец. Зошто ова го говорам? И тогаш и сега сум на исто мислење. Јас и тогаш и уште лани од ноември и сега тврдам дека позитивниот ефект од тие преговори ќе дојде, но тоа нема да биде брзо. Што значи? Ако има седнување на некаква маса помеѓу два лидери на најголеми земји, едната економска и воена, другата можеби само воена, а тоа значи дека привидно пазарот е подобрен. Тоа значи дека краткорочните ефекти имаат позитивен ефект на пазарот, но реалноста е кога ќе имаме склучен договор. Значи кога ќе биде договорот склучен, очекувањата се дека пазарите финансиски, меѓународните финансиски пазари ќе имаат стабилизација. Се за овие помладиве гледачи, не знам, колеги мои, тоа значи дека ако сега имате предвидливост, ако тоа сме го имали уште во ноември ние, а замислете сега колку е поголема и повидлива предвидливоста, дека ќе има одредено смерување. Тоа значи дека да, може да се инвестира сега на пазарите на капитал, бидејќи очекувањата се дека ќе биде покачена вредноста, ќе има зголемување на или стабилизација и зголемување на пазарните, на меѓународните пазари на вредноста на капиталот. Тоа индиректно значи дека на некој начин, доколку се постигне мир, да кажеме, дека Македонија ќе има корист од тоа? Да, ќе има корист, индиректна корист. Зошто? Бидејќи Македонија е директно, на еден начин директно поврзана со Европската унија. Зборувам сега на економско, во насока на економска размена на некаде преку 80% со ЕУ, имаме размена од кој што најголемиот половина е со Сојузна Република Германија. Тоа ќе биде подобрувањето кај нас, што значи дека енергенците би оделе надолу. Надворешните притисоци на овие неколку години на инфлаторни движења ќе олабават. Да, секако. Македонија индиректно преку Европската унија. Најголемиот бенефит од запирање на војната ќе го има нормално прво Украина, бидејќи ќе застане еден хаос кој таму се случува веќе чинам дека трета година или влегуваме во четврта година. Тоа е прво, најважно. Второ, интересот ќе биде на Европската унија и на американските држави кој каде да инвестира и да гради. Нели, таа држава сега треба да биде воздигната повторно и очекувајте некаде 26-та година веќе мислам дека на овие преговори сега ние не ги гледаме тие работи. Едно е позади камерите, а друго е кога ќе дојдат камерите кога ние треба да пренесеме некоја порака. Обично американскиот председател тоа го прави многу преку некои предприемачки шоу елементи секогаш, ако го забележавте и сега. Што пиарски добро му оди, морам да признам, пиарскиот елемент во светот е на едно огромно влијание врз неговото име, без разлика сега, негативно, позитивно. Што значи дека Европа во овој случај би имала најголема полза после Америка и тука ќе биде се позади камерите битката кој каде колку ќе земе да инвестира и да гради во возобнувањето на Украина. Македонија тука треба да го најде и својот интерес преку подизведувач, ако сакате, така да во насока на воена подредена субординираност, да биде некаков подизведувач во тие воени фабрики. Сега зборам
јас како би размислувал како некој менаџер на системот или на некој финансиски дел овде, кога можам да најдам на еден начин некоја диверзификација, би било тоа во изградбата на повторна Украина, ајде силна како сакате да наречете, Украина економски стабилна, без парчето што ќе се договорат, претпоставувам, а од другава страна Европската унија да има на еден начин олабавување. Тоа се моите видувања и не гледам други изгледи, барам во наредните 3 години. Ке видиме што ќе се случува понатаму. Но што не би ни сакала еве да го кажам тоа, ама што ако не успее тоа сценарио? Каде се движиме тогаш? Не гледам дека нема да успее, затоа што веќе и во ноември јас не знам, ке се сетите, мислам дека кај вас често го зборев, имавме полно критики за преголем оптимизам. Јас го познавам како предприемач и сум го читал доста како млад човек, како секој еден после матура или после факултет, Доналд Трамп како предприемач. И јас знам како размислува, знам што е неговата матрица на преговори, на напади, на пиар, на привлекување. Он е преговарач. Он е преговарач и мислам дека главната поента во неговиот последен мандат, втор, ќе му биде да поентира со Украина и ако забележувате тоа добро го прави. Ако забележувате и со тарифите која критикува, сега некако статистики ви се вртат на кај него. Полека почнавме да олабавуваме, со Европа се договоривме, со Македонија се договоривме, ајде, бидејќи тука живееме и тоа е битно. Македонија не е толку битен фактор во глобалниот свет со економијата, ама ние сме, нели, збориме за... Очекувате уште подоле да се симнат тие тарифи и да бидеме... Да, ама да не ја видам сега пред, тоа ќе го кажат официјалните. Така. Сега сме на 15%, некаде околу 10, мислам да видам. Мислам тоа се моите очекувања, ќе видим. Така. Како и да е, на глобалната сцена донесе до големи задолжувања на сите земји. Веќе прочитав информација дека глобалниот долг во првиот квартал од 2025 достигна 324 трилиони долари, иако велат непроменете соодносот со БДП 325%. Ние најавуваме нова евроврзница, дури 950 милиони евра 2026. На каков пазар ќе излеземе? Дали овој голем глобален долг прави голем притисок на пазарот? Директно ќе одговорам, да, прави. Ако добро прашање ви е и добра анализа во самото прашање, да, долгот е на 325 трилиони евра. Тоа значи дека светот расте на еден начин 3 пати поголем од растот на економскиот раст. Значи 1:3. Ако ова е некаде 130 трилиони или 120 илјади милиарди за гледачите да биде појасно вордингот трилиони, ако растеме како глобална економија на 120-тина, долгот не е 330. Само Америка има за камати платено околу неколку милиарди евра повеќе од пред 15 години. Заклучокот е едноставен. Глобалниот свет расте со задолжување. Ние трендот на растење, на економски раст пратено задолжување не може да го одбегнеме како македонска економија. И тоа го правиме континуирано на нас. Декада и повеќе. Ќе биде поскапа следната евроврзница? Да, очекувањата се дека ќе биде, бидејќи ако се вратите некаде во 2008-2009 година, светот некаде растеше со 200%, се задолжуваше со 200% од растот, значи 1:2. Растевме во 2007-2008 година околу 200%, значи околу 100 трилиони, ние сме имале долг околу 200 трилиони. 1:2 бил долгот. Сега, за само 15 години, долгот на глобалната економија визави растот е 1:3. Тоа е показател, ова се бројки официјални статистики, нели? И вие ги кажавте во самото прашање, јас само ги правам анализите врз вашите бројки и врз вашето прашање кое е извлечено од официјалните статистики, ние ќе имаме и во континуитет раст подкрепен со задолжување, а не раст подкрепен со продуктивност. Продуктивноста веќе не е тренд на пиедестал на економскиот раст, не е само кај нас, туку и глобално. Тоа ќе алудира врз поскапа цена на капиталот, точно. Цената на врзниците ако била пред 2020-2021 2-3%, сега ќе биде 5-6%. Тоа се негативните импликации
од ова преголемо задолжување. Задолжувањата вршат притисок врз цената. Но некако на ние капитал. некако не можеме да постигнеме толкав економски раст. Ако е задолжувањето Да. 5%, ние не можеме на годишно ниво, еве се покажа дека не можеме. Јас сакам да целата бидам желба. човек кој и во ковидот сме говореле, и пред ковидот се сеќавам со вас во телевизија. Секогаш кога и многу тешко го се наоѓаа говорници, се сеќавате, инфлацијата беше 20% тогаш, 15-20. Ние дававме или ја продававме таа надеж искрено. Ја и сега сакам да верувам, иако знам дека капацитетите на државата за раст се тие кои што се, но велиме ајде да пробаме. Ајде да видиме, бидејќи има на еден начин веруваме дека финансиската дисциплина ќе биде подобра. Тоа е очекуваното. Ако вие ги стабилизирате капиталните инвестиции да бидат исполнителни, сега викаме статистички, иако тоа тешко оди во пракса, тогаш ќе има ефектива и кон поголем економски раст. Економскиот раст е поголем збир на поголем сет на мерки. За да направите нова, како да го кажам тоа, да направите или рекалибрирање, ајде ако сакате да збор употребуваме со колеги, да направите една нова поставеност на структурата на економијата не е брзо тоа. Значи да трансферирате домашно производство, поголеми капацитети, поголем развој за IT индустријата во делот на стартапи. Не гледам јас дека ние направивме некаков исчекор. Сега зборам објективно, без разлика на било која влада во делот на стартап заедницата, тоа се било, не знам, отприлика X или Y, не бил реален. За да може да имате успех, потребни се две страни. Од една страна да имате население и млада енергија која е иновативна, која е мотивирана, која нема пречки од бирократијата, а од друга страна треба да имате поддршка од државата. Значи државата, јас тоа велам надежта и гледам тука, бидејќи некако се изморивме во чекање на брзи резултати. Ние не мора да чекаме брзи резултати, но резултати од 5% за 3 години мислам дека се возможни. 5% Македонија за 3 години од денес, еве за еден мандат на една влада, било која влада, може да расте. Ако тој континуитет на таа влада не е простен со политички проблеми, со политички внатрешни кризи, надворешни кризи, ако ги поставите, работите, веројатно избори кои што пак ќе да, за жал. направат Јас сум некој настојавиште прекин. дека изборите треба да бидат редовни секогаш, без разлика на сето тоа. Затоа што секаде сакаме предвидливост. Ние во бизнис фелата или во економскиве кулуари сакаме предвидливост. Предвидливоста значи дека нема во континуитет сега да се стопираат сите активности. Ако се изборите за 3 години, треба ги чекаме за... Очекувањата се мој, мислам дека Македонија треба да веруваме во надеж, во тој раст. Зошто? Бидејќи гледам дека, сега тоа е позитивно сценарио, дека на еден начин вршиме обид за диверзификација на оние странски инвеститори кои се сега концентрирани во Германија. Можеме и подолу да позборуваме, тоа е атрактивна тема. Да, Германија е нашиот најголем трговски партнер. Загрижува тоа што сепак се намалува трговската размена, очекувано со оглед и на тамошните стагнации, меѓутоа вие често одите во Германија, па што се случува таму, што можеме да очекуваме? Германија непрепознатлива е. Јас сум точно рековте од 17-та во Хајлебрек некаде често патувам и тука сме со професориме во Франкфурт, непрепознатлива во делот на стратешкото позиционирање. Јас ваква Германија не познавам кога прв пат влегов во Германија 2014-15 се сеќавам и од тој период почнавме со работка интензивно, скоро секој месец бев таму или сум таму. Зошто? Бидејќи Германија во тие геополитички превирања ја плати највисоката цена. Мислам, ја плати реално највисоката цена, со тоа што ја изгуби една основа формирана на ниска цена на енергенци. Традиционален партнер на Германија бил секако американските држави, но секогаш имале добри односи со ефтиниот газ, читај го сега рускиот газ. И тука и со диверзификацијата кон кинеската и индиската економија. И тука Германија го забележа тој сериозен удар. Тоа беше после завршувањето на времето на Ангела Меркел, која беше силен поддржувач, знаете, на Македонија, најсилен поддржувач, мислам дека во историјата на оваа земја, но не успеавме, за жал, до тука можеше.
од една страна, од друга страна Германија денес е сега во една фаза на стабилизирање, но за зачестени ризици на појава на неонацистичките партии таму. Ако ги погледнете анкетите, веќе ЦДУ е втор. АФД е сериозно прва партија и тоа предизвикува одредени ризици за понатамошните прилагодувања. Зошто? Бидејќи Германија се трансферира, зошто е ова така? Бидејќи Германија се трансформира во зелена економија, зелени инвестиции, тоа не е лесно. Ако мене ме прашати, чести саати сме говореле, еве наредната недела ми доаѓа и председател Зајтел, кој е исто така економски советник во ЦДУ и пријател на канцеларов кој е сега Фридрих Мерц. Они се заедно познаваат преку правната фела и двајцата се доктори по право и професори и консултанти. И често ние водиме дебата, ќе го кажам, тоа е како неформална со нив. Јас сум на стојалиште една потрадиционална Германија. Германија не може да ги исклучи така нуклеарни централи, не може. Тука веќе е фазата на трансформација. Тоа е сериозен удар. Зошто го говорам? Зошто ја збориме Германија? Германија е 1/5 од вкупниот извоз на Македонија. Значи над 20%. Од вкупното трговска размена Германија учествува со 40 над 40%. Тоа значи дека сериозниот импакт врз македонската економија ќе го има растот од 0,1 до речиси ни 1 од 0,8 до 1% оваа година на Германија. Но очекувањата се дека Германија ќе засили економската активност, ќе се позиционира на воена инвестиција, на воено опремување на капацитетите, ќе биде силно до нова повторна силна Украина во делот на развојот и тука моите очекувања во наредните години дека германската економија ќе повторно ќе застане на нозе, но ги кажав и ризиците со АФД. Од другата страна, зошто кажав дека имам некој надеж за Македонија? Будно и внимателно ја следиме состојбата и некако го диверзифицираме портфолиото на пријателство. Забележувате. Одиме и некаде на истокот, Блискиот исток, со Турција, со Србија имаме традиционални добри... Британија. И сега е Велика Британија, Унгарија, често ме хванели во јавноста. Јас бев поддржуваш на сите тие ефтини пари, без никакви лични причини, ниту па некакви намери да бранам некоја си политика, него секогаш ние, барам јас, во претприемништвото велиме, кога париве се ефтини, земете ги. Земете ги и ставете ги во функција. Така. После ќе имаме друг начин на, да речам, коментари како ќе ги потрошиме. Ние дефинитивно мораме поголема диверсификација на нашите економски сили. Тука ја гледам, Весна, на еден начин, тука ја гледам мудроста во економскиве политики. Ако сте премногу зависни од фабриките кои се над 70% во тирзовите од Република Сојузна Германија, ако имате одредени најави за растот и како ќе се движи среднорочно таа економија, тогаш знаете ќе афектира директно врз вашиот GDP, кога е пазарот на капитал поскап, кога има задолжување, кога растот нема каде да пласираме како германска автомобилска индустрија. Тука сепак треба да се направи сериозна анализа и врз кинескиот елемент, кинеското влијание во автомобилската индустрија. Вие кога ќе разговарате со тие чинители од Стопанската комора на Македонија, так. Господата кои ја водат, Бранко, Мизо и таму, они се поупатени во тој дел, во насока на кога ќе разговарате со тие стручни лица, тие знаат колку и како е афектот на побарувачката на автомобилски делови. И знаат колку е влијанието на кинеската автомобилска индустрија на штета на германската. За не го заборавајте вие тој факт дека ние не сме поврзани тука со кинеските автомобилски фабрики. Ние сме со европските, кои се поврзани со Германија. Се поврзани со кинеските. Индиректно. Значи, на еден начин тоа е кругот, но ако заокружиме, поминавме една добра кондиција на искушенија, уште од 2020 година никако да се стабилизира глобално, регионално и домашно економијава, тоа се сериозни искушенија, мислам било кој да ги менеджира тие процеси не се едноставни, но од другата страна барем имаме сега на еден начин предвидливост. Така го почнав ово интервју и мислам дека далеку сега од кога разговаравме во ноември, јас и вие личинам февруари, март кога се вратив од Америка во првиот пат. Оваа година сега далеку поголема
предвидливоста е на тековите кои се случуваат понатаму. И јас би охрабрил економски политики да ги диверзифицираме, да не бидеме само врзани со една економија. Тука да не ја заборавиме полската економија има еден од најголемите растови Полска. Буквално во овој период. За крај, пак би се вратила на глобалната сцена и би ве прашала нешто што знам дека сигурно многу го следите, бидејќи сте и дел, нели, од банкарската академија. Има силни притисоци политички, да кажам, врз централните банки за да се задржи ниска основната каматна стапка. Еве да објасниме поблиску како ние сме со Европската централна банка поврзани и што може дека со каматните стапки. Тоа е секогаш. Да. Тоа е секогаш така. И ФЕД во Америка председателот има притисок врз нивните политики. Особено и сега во европската власта, естаблишментот на Европската унија, таму ЕЦБ е во Франкфурт, Европската централна банка, нормално независни сме сите, како монетарци, тука да нема дилема, но секогаш владите ќе сакаат да имаат поевтина камата, затоа што тоа е добро за граѓаните. И тука треба да се најде една синергија, а нашата монетарна политика, претпоставам сега говорам како научно-истражувачки работник, да нема некој етички судар кај мене, секогаш е во насока на увоз на политиката на Европската централна банка. И ја практично ја увезуваме. Тамошната каматна стапка или есконтната стапка 4,25 веќе подолго време стои. И јас сум настојалиште дека иако инфлацијата е на процентот 2 до 3, беше околу 10% во претходниот период во Европската унија, веќе е под контрола, дека ќе нема да има намалување до крајот на годината од страна на европејците, барем тоа е она што го имам од колегите од Frankfurt School of Finance, од универзитетот со кој соработуваме и често сме вака на некоја дневна, на неделна база неколку пати. Нивните очекувања се дека нема да има корекција, притисокот ЕЦБ ќе го издржи, од страна на владите да има олабавување. А истото ќе биде овде. Многу ке ви благодарам што бевте дел повторно од овие наши серијали. Ви благодарам и за позитивните зборови во однос на економските очекувања што може да се случуваат во наредниот период. Се надевам дека следното интервју ќе биде со уште попозитивни глобални вести кои што ќе влијаат и врз македонската економија. Благодарам за поканата и се надевам дека правиме добри емисии во однос на предвидувањето. Така.